Една изборна единица или големите партии ќе се обидат да останат на 6 со кој добиваат повеќе пратеници. Од СДСМ велат не отстапуваат од предлогот кој го ветија и пред избори, но се правдаат дека тоа не зависи само од нив, туку и од другите партии. Ние се залагаме за промена на изборниот модел, во кој што ќе го трансформираме сегашното гласање од неколку изборни единици во една изборна единица. За тоа да се случи, потребна е согласност и консензуси од останатите политички партии. Се додека ВМРО-ДПМН не калкулира и тактизира по тоа прашање, не може да кажеме дека имаме конечен одговор. Од ДУИ бараат темелна анализа за промена на изборните единици и додаваат дека во моментов постојниот модел се покажал како попредставителен во споредба со другите изборни модели. Од ВМРО-ДПМН велат не коментираат додека траат преговорите меѓу власта и опозицијата за измена на изборното законодавство, иако познато е од претходно дека се декларираат да остане постојниот модел, а за време на пржинските преговори Груевски бараше и бонус 17 пратеници за победникот на изборите. Големите партии компромисот го бараат во воведувањето на изборен праг од околу 3%, но ова според помалите партии е понедемократски од постојниот изборен систем. Поставите висок праг, тогаш тоа ќе биде полошо од сегашниот модел за сите партии, освен за двете најголеми. И на тој начин практично би се направила уште понедемократска атмосфера и со помали можности за сите други партии. Пратениците во просек во Република Македонија тежат помеѓу 8 до 10.000 гласачи кои што гласаат за тие пратеници. Значи некој ќе репрезентира со 8.000 гласачи, а некој со 30.000 добиено нема да влезе во парламентот, што сметаме дека оваа неправичност која што е сега со 6 изборни единици не смее да се замени со некоја друга. Од земјите во Европската унија, Холандија и Словачка имаат една изборна единица, а од соседството Србија и Косово. Компаративните искуства покажуваат дека изборниот праг се движи од околу 1% во Холандија до дури 10% во Турција. Доколку има договор во Македонија да помине на пропорционален модел, но со една изборна единица, тогаш тоа ќе добиеме многу пообјективна слика за расположението на луѓето од една страна. Од друга страна, нема постојано да зависите од волјата, да речеме, на големите политички партии, кои секогаш мислат дека дават многу на малите политички партии, условно речено малите па секогаш мислат дека заслужуваат повеќе. Ваквиот систем како што е скроен им одговара само на големите партии и коалиции. Пред изборното коалицирање е лажење на граѓаните, треба да се оди кон постизборно коалицирање само за составување влада. Партиите кои за малку не освоија пратеничко место на изборите реагираат дека не смее да се занемарува бројот на пропаднати гласови. Таа штета од изборниот модел во парламентарните изборни процеси со 6 изборни единици кога е Република Македонија, директната штета секогаш ја трпи ВМРО Народна партија. Затоа што од 30 до 40.000 гласови, како што напоменав, се губат во тој Донтов модел. Ние сметаме дека сме имале 7 пратеници, не 5, и тие 2 пратеници ни беа одземени од страна на Државната изборна комисија. Ние и претходно сме се залагале за една изборна единица, бидејќи освен тоа што нема да се губат многу гласови, граѓаните ќе имаат можност и директно да ги избираат тие пратеници кои мислат дека најдобро ќе ги представуваат. Во потрагата по посоодветен модел и поверодостојна слика за приказ на расположението на гласачите во Македонија се отвори и прашањето на отворени листи.